Лазар Соколов припаѓа на генерацијата македонски интелектуалци созреани во периодот меѓу двете светски војни, на генерацијата која застана цврсто за да изградената македонска национална свест. По завршената гимназија во Куманово и Скопје, образованието го продолжува на Универзитетот во Загреб, на економско-комерцијалната висока школа. Соколов спаѓа во основоположниците на МАНАПО, Македонско народно движење, кој имаше антирежимски, демократски, национално-ослободителен и антифашистички карактер. Станува член на акциониот комитет и работи врз организирањето на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. По војната обавува високи државни функции во Белград, но останува доследен на линијата која е застапувал Методи Андонов Ченто. Неговите критики на недемократските методи на работа на Комунистичката партија, на идејата за создавање на независна Македонија, били искористени за тој да биде политички дисквалификуван како информбировец. Бил сменет од сите должности, а на 20. јули 1950 завршила кривичната постапка, пошто бил испратен на општествено корисна работа на Голи Оток.